барате најекономичното решение за грејење? Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Жртва на трговија со луѓе може да биде секој. Апел до младите кои заминуваат во странство барајќи подобра екзистенција да бидат што повнимателни. Готварството е слабо ценета професија во Македонија. Во светот има третман на уметност. Дечињата во градинките низ државава ќе учат охридски бонтон. Бронзена медалја за охридските извидници од одредот Пионер. Хрватската полиција го апси градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Следува временската прогноза, а потоа подетално ќе ви информираме за најавените настани. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид сончево време со максимална дневна температура од 19 степени Целзиусови. Во нашиот град беше измерен и воздушен притисок од 1020 хектопаскали. Во вторник во поголемиот дел од Европа времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Претежно сончево со локална облачност на Пиринејскиот и во поголем дел од Балканскиот и Апенинскиот полуостров. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 7 степени во Москва до 29 степени во Лисабон. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Попладне нестабилно со услови за врнежи од дожд само во Словенија и Хрватска. Дневните температури на полуостровот ќе се движат од 20 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник по студеното и на места магловито утро. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и потопло. Утринските температури ќе се движат од 2 до 11, а дневните од 19 до 26 степени Целзиусови. Во Скопје утре по студеното утро. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура во главниот град 7, а максималната дневна ќе достигне до 23 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник студено утро, а во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура 6, а максималната дневна во нашиот град ќе достигне до 21 степен Целзиусов. Високите дневни температури ќе ги имаме уште во вторник и среда. Од четврток следува промена на метеоролошката слика и пат на температурите за околу 10 степени. Во четврток се очекуваат и врнежи од дожд. Гледавте метео во соработка со Данкат село Мислешево, Струга. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Тој или таа? 1 килограм портокал или мандарина за 35 денари. Доместос 79 денари. Персил гел 229 денари. Пуфи спелени 659 денари. Имаш ли простор повеќе? Куќа што не ја користиш? Време е да ги ставиш во употреба. Биди можност за алтернативниот туризам, а тој нека биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Го барате најекономичното решение за грејење?
Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Младите девојки и децата најчести жртви на трговија со луѓе. Оваа опасност демне насекаде. Затоа Охридскиот Црвен крст преку едукација на граѓаните прави напори да се намали бројот на жртвите во регионов. Младите, барајќи подобро место под сонцето и трагајќи по екзистенција, многу често се заплеткуваат во пајакова мрежа. Сомнителни лица, фиктивни компании со примамливи ветувања ги тераат да направат непромислен чекор впуштајќи се во опасни авантури, така што многу лесно остануваат жртви на трговија со луѓе. Жртва на трговија со луѓе може да биде секој, меѓутоа бројките кажуваат дека тоа најмногу се жени и тоа на некоја да речем возраст каде што жената е убава, млада и може да биде злоупотребувана, за жал. Се предпоставува дека 4 милиони лица годишно стануваат жртви на трговија со луѓе, а од нив 1,2 милиони се деца. Ова зло на денешницата, кој е распространето на секаде во светот, може да се спречи само со целосна и навремена едукација на младите, вели Анета Јовановска, координатор на проекти и активности во Охридскиот Црвен крст. Јовановска посебен акцент стави на вниманието што младите треба да го посветат кога сами заминуваат во некоја странска држава. Таа апелира кога се оди во странска земја, обавезно да се направат копии од личните документи, лицата да се информираат околу патничката агенција со која патуваат и да ги дознаат контактите на амбасадите и конзулатите каде што патуваат, да одржуваат постојани контакти со семејството и блиските, пред да се аплицира некаде за работа да се провери дали фирмата има фиксен телефон. За заминувањето државата да се известат барем 2 лица на кои ќе им се кажат телефонските броеви од местото каде престојуваат и да не се заминува тајно, да се научи матичниот број на памет, а ако граѓаните се сведоци на трговија со луѓе, веднаш да пријават во полиција или во Црвен крст. Се оде во училиште, во телоделение или во овие наши простори се собираат младите на одреден датум или термин и се врши така наречена едукација или работилница на тема трговија со луѓе. А тука се обработуваат различни теми, различни примери, методите се исто така различни, од форум театар па до монодрами и гледање на филмови кои се наменски направени, исто така и одредени работилници каде што самите млади учествуваат во креирањето на и политиката како понатака да се презентират, како најблиску да стигне до младите таа информација. Јовановска додава дека оваа невладина организација во текот на цела година работи на оваа проблематика, а најинтензивно во месец декември кога е неделата за борба против трговијата со луѓе и на 18 октомври кога е светскиот ден за борба против ова зло. За таа цел овој викенд волонтерите од Црвен крст делеа флаери по Охридската чаршија со наслов Борба против трговија со луѓе. Професијата готвач кај нас не е доволно ценета. Младите се помалку ја избираат како занимање и училиштето го завршуваат само за да имаат некаква квалификација. Во последните години таа се повеќе станува машка професија. Денес во светот се одбележува Меѓународниот ден на професијата готвач.
Младите се помалку ја избираат како свое занимање професијата готвач и не ја цена доволно. Повеќето од нив не се однесуваат сериозно кон професијата, иако ја избрале да ја изучуваат. Тоа не е случај со средношколците Џемил Јакуповски од Дебар и охриѓанецот Илјас Ибраими, кои се дел од угостителското училиште во 3-та година на смерот готварство во Ванчо Питушевски. Тие ги откриваат своите причини за изборот готвач. Велат интересна им е професијата, сакаат да ракуваат со храна и сакаат и понатака да се реализираат во неа. Готварството за мене значи иднина. Зашто почнав за готварство, онака ми се свиѓаше. Интересно ми е да готвам. Како уметност, и исто така и како професија за преживување. Ја се ја гледам иднината. Мислам дека поиќе се заработуваат со готварство, моје мислење. Професијата готвач е тешка професија, но задоволството е големо кога ќе се задоволат гастрономските вкусови на посетителите во угостителските објекти, напоменува професорот по готварство од ова училиште Блаже Јордановски. Тој додава дека кај нас не е доволно ценета професијата и е слабо платена. За таквата состојба вели има повеќе причини и не е само финансискиот момент, туку дека има и други причини кои делуваат на состојбите. Гледам дека е и непосакувана на некој начин ова професија. За жал, ситуацијата е таква. Ако разговарате со работодавачите, тие ќе кажат дека нема доволен квалитет од наша страна како училиште, меѓутоа јас пак од друга страна повторно велам дека ние сами не можеме да создадеме кадар кој што е потребен за нашето угостителство, туку е потребно двете страни, и ние и како училиште, меѓутоа исто така и работодавачите, треба да дадат свој допринос во создавањето, а не секојаш да чекаат на училиштето дека училиштето мора и треба да направи таков кадар тие каков што го посакуваат. Во последните години таа станува се повеќе и машка професија. Пред 3-4 години се запишувале повеќе девојчиња, а сега во поголем број се машките, напоменува професорот Јордановски. Денес одбележува меѓународниот ден на професијата готвач. Во светот одамна оваа професија има третман на уметност во подготвување на храната. Градинката Јасна Ристеска реализира проекти преку кои дечињата учат на практичен начин. Бонтон, градини во детските градинки се само дел од нив. Дечињата во градинките низ државава ќе учат охридски бонтон. Градинката Јасна Ристеска изработила проект во кој е опфатено изучувањето на бонтонот кај најмладата популација, со кој аплицирала до Министерството за труд и социјална политика. Проектот не само што бил прифатен, туку Министерството решило да биде интегриран во програмата што треба да се работи во текот на целата година во предучилишните установи. Во тек изработката на прирачникот по бонтон. Целта е да се збогати културата на децата во однесувањето во секоја ситуација и се надеваме дека ќе постигнеме многу повеќе во однесувањето на децата. Веќе почнавме да го реализираме со тоа што имавме ангажирано професор по етика, кој што работи во гимназија кај нас. Едукацијата беше во трајање од неколку часа, се однесуваше на воспитните тимови кои што ќе работат со децата, исто така и на родителите. Градинката Јасна Ристеска покрај овој реализира и уште многу други интересни корисни проекти со кои децата на многу лесен, едноставен и практичен начин учат. Таков е и проектот Градини во детските градинки. Во сите градинки се формирани зеленчукови и овошни градини за кои се грижат децата одгледувајќи разни овошје и зеленчук кои го користат во исхраната. Целта е да видат децата како едно растение расте од семка до плод, бидејќи многу деца не знаат, вели Костоска. Таа кажа и една анегдота кога едно детенце кога видело патлиџани на стебло рекло дајте ми едно јаболко. Овој пат се потрудивме да видат како почнува од семе, да расте едно растение, а потоа да се користи во самата исхрана. Овој проект го почнавме од минатата година од март месец некаде, уствари ова година од март месец, со тоа што веќе ги собираме плодовите, веќе си сваривме графче кој што ние го одгледавме, така да децата видат како расти и се радуваат со секој плод што ќе го имаат во своите рачиња и ќе ги имаат на нивната трпеза. Други проекти кои се во тек или допрва треба да започнат се проектот од дете за дете. Се собира стара облека и обувки кои се наменети за ранливите категории. Од пред неколку години започна и во континуитет да се реализира проектот Еколошка едукација, во чии рамки е проектот Здрава храна за детство без мана, како и проектот Од легендите до денес, во чии рамки се изучуваат сите информации поврзани
поврзани со градовите низ Македонија, а пред една недела децата го посетиле Крушево и Прилеп, каде можеле и визуелно да се запознаат со се она што го учат. Учениците од трето оделение од Основното училиште Григор Парличев денеска имаа можност поблиску да се запознаат со професијата пожарникар и начинот на гаснење на пожар. Учениците од трето оделение од Основното училиште Григор Парличев заедно со пожарникарите практично ја изведоа постапката при пожар во училиштето. Научија дека чадот секогаш оди нагоре и дека при пожар секогаш без паника треба да се движат наведнати или со клекнување. Учениците беа воодушевени од демонстрацијата на пожарникарската опрема и личната заштитна облека и се интересираа кои се начините за гаснење на пожар. На учениците им беше објаснето дека при пожар или друга опасна ситуација може да го побараат телефонскиот број 193, но им беше нагласено дека овој број не смее да се злоупотребува. Овие обуки, преку кои се подигнува свеста на најмладите за опасностите од пожар, се дел од програмата на градоначалникот Никола Бакрачевски и ќе се реализираат во сите основни и средни училишта во општина Охрид. Бронзена медаља за охридските извидници од одредот Пионер на републичкиот надпревар. Младите извидници не го очекувале постигнатиот успех, но вложиле максимални напори да ги покажат стекнатите вештини и знаења. Извидништвото е начин на живот и филозофија, откриваат младите извидници. Филип Ѓоргиевски, Николче Костовски, Петар Танасковски и Дарко Митановски освоија бронзена медаља на републичкиот надпревар за извидници. Ова е прв медал за извидничкиот одред Пионер и голема мотивација за нивна понатамошна работа. Во конкуренција од 14 екипи во машка категорија од Македонија охриѓани го освоија третото место. За нив тоа е голем успех затоа што во силна категорија само со 2 години работа во извидничкиот одред покажа одлични знаења во прва помош и заштита, ориентација и бивак, градење на засолништа. Вложивме многу напор, најискрено, ние не го очекувавме тоа место, очекувавме, не очекувавме воопшто некој пласман, но со нашиот труд, со слогата во тимот што работевме сложно, постигнавме доста успех, со тоа што воено и се залагавме, не ни представуваше проблем што требаше да искачиме многу врвови па да се спуштиме во други села, значи тоа не представуваше никаков проблем. Ние само имавме мотивација да ја постигнеме целта и со тоа постигнавме доста големи цели. Николче Костовски додава дека ова ќе им биде мотив за следните надпреварувања да се закитат и со златен медал. Костовски појаснува дека не е тешко да се биде извидник и ја открива убавината на извидништвото. Извидништвото е начин на живот. Кој сите мислат дека извидништвото не е нешто посебно, но тоа е цела филозофија, тоа е цел начин на живот. Кој бил извидник, останал за секогаш извидник. Извидништвото е едно семејство кое се грижи, секој за себе се грижи, му помага кога е најтешко, се вложува труд. Само најважно е да си има желба. Ако си има желба, се понатаму е многу лесно. Извидничкиот одред Пионер од Охрид има 35 членови во 3 категории: развигорци, помлади извидници и извидници. Вратите на извидничкиот одред Пионер се отворени за сите заинтересирани момчиња и девојки кои сакаат да ги почувствуваат убавините на извидништвото. За само 2 часа вчера во Охрид се почувствуваат 2 послаби земјотреси кои ги вознемирија граѓаните. Првиот во 17 часот и 18 минути со јачина од 2,9 степени според Европската макросизмичка скала, а вториот во 19 часот и 30 минути со јачина од 3,2 степени. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје соопшти дека епицентарот на вториот земјотрес бил во Охрид, 7 километри југозападно од Косел. Не е причинета материјална штета. СВР Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторени 4 казнени дела тешка кражба и 1 дело кражба, поднесе кривична пријава против 24 годишен охриѓанец. Во пријавата е опфатена и 18 годишна девојка од охридското село Велгошти по основ помагање на сторител во извршено кривично дело.
Пријавениот СА кривичните дела ги извршил во текот на изминатите 2 месеци во различни временски периоди. Користејќи подесен алат и физичка сила, тој ги кршел бравите од влезните и балконските врати на становите и куќите во Охрид, пошто одземал пари, златен накид, мобилни телефони и други вредни предмети. На тој начин се стекнал со противправна имотна корист од 97.000 денари. Преку отворена балконска врата, СА влегол во стан на улицата Охридати, каде пронашол 300 евра, 2000 денари и мобилен телефон. На ист начин влегол и во куќа на улицата Крсте Мисирков, чиј собственик се наоѓал во САД и одзел 400 американски долари и 4000 денари. При извршувањето на кражбите, СА пронаоѓал и одземал австралиски долари, албански леки и лични документи. Второ, пријавената КД, која опфатена со кривичната пријава во временскиот период од 13 август до 10 септември оваа година, во својот дом го криела СА, иако знаела дека бил избеган од казнено-поправната установа во Струга, каде бил на издржување затворска казна. Четврток, 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, е неработен за сите граѓани на Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика на граѓаните на Република Македонија им го честита денот на македонската револуционерна борба. Од нокеска на полноќ поевтинуваат горивата. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека бензинот поевтинува за 3 денари, а дизелот за денари и пол по литар. Намалувањето е врз основа на пониската просечна цена на суровата нафта на светските берзи и повисокиот курс на денарот спрема доларот во изминатите 14 дена. Малопродажната цена на Евросуперот БС од 95 октани од полноќ ќе биде пониска за 3 денари по литар и ќе изнесува 74 денари. Евросуперот БС од 98 октани ќе има пониска цена за 2,5 денари и ќе се продава за 76 денари. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за денар и пол и ќе изнесува 63 денари за литар. Поевтинува и екстра лесното масло за домаќинство. Цената од полноќ ќе биде пониска за 2 денари и ќе изнесува 51,5 денари за литар. И цената на мазутот се намалува за 2,86 денари по килограм, со што новата цена ќе изнесува 35,89 денари. Хрватската полиција го уапси градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Следуваат вестите од регионот и светот. Загребскиот градоначалник Милан Бандич синоќа беше уапсен заедно со повеќе своји соработници поради сомнение за корупција. Хрватската полиција објави снимка од претресот на станот на Бандич. Претресот траел повеќе од 6 часа, пошто Бандич е спроведен во притвор каде што е поминал ноќта, а денес го чекаат нови претреси и испитувања, пишува Хрватски индекс. Финансирањето на предизборната кампања за претседателските избори во 2009 година е само една од истрагите кои се водат против Милан Бандич, актуелниот градоначалник на Загреб, јавува индекс ХР, повикувајќи се на неофицијални информации. Според извештајот на Хрватската државна изборна комисија, повеќе лица на Бандич му донирале по 90.000 куни или по околу 12.000 евра, но како што пишува индекс ХР, постојат информации дека сите тие пари биле на еден човек во чие име останатите ги уплаќале. Наводно ова е само една од аферите. Покрај фантомските донатори, Бандич наводно се терети и за бизнис делки со загребскиот отпад и за сомнителни детални урбанистички планови. Воените сили на Соединетите Американски држави доставиле оружје, муниција и медицинска помош за курдите кои се борат против исламската држава во сирискиот град Кобани. Според дописниците на странските медиуми, пратките на САД за курдите би можеле да ја налутат Турција. Неодамна турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека нема да дозволи курдските борци да добијат оружје од американците, бидејќи курдската милитантска сепаратистичка организација ПКК е брендирана како терористичка организација од страна на Турција. Силите на САД досега извршија речиси 135 воздушни напади против исламската држава во Кобани. Мексиканската федерална полиција презеде контрола врз 13 градови во Јужно Мексико, каде локалната полиција е осомничена за поврзаност со организиран криминал, како и за можна поврзаност со исчезнувањето на 43 студенти, соопшти денеска мексикански официјален полициски представник. Надлежните органи кои го истражуваат исчезнувањето на студентите во 13 градови пронашле нерегуларности и основан сомнеж за поврзаност со организираниот криминал. Федералната полиција претходно ја разоружила
расположила локалната полиција во Игуала и Кокули и уапсила 36 полицајци, додека градоначалникот и командантот на полицијата во Игуала се во бегство. Двајцата се обвинети за поврзаност со локалниот наркокартел, за кој се верува дека заедно со полицијата го извел исчезнувањето на студентите кон крајот на септември. Потрагата по студентите се води по копно, вода и од воздух со помош на роднини и на Меѓународниот Црвен крст. Спасувачкиот тим во Непал ослободи 34 планинари и шерпаси кои од вторникот беа блокирани како последица од снежната виулица, како и уште 12 тела на загинати во невремето, пренесе агенцијата Франс Прес. Спасувачите ја продолжуваат потрагата и операцијата со помош на властите. Непалски водичи или носачи беа пронајдени подоцна на различни места по патот крај 10-тиот по височина врв во светот Анапурна, информираат од Сдруженијето на непалски планински агенции. Според нив, вкупно загинати се 40 лица. Досега се откриени телата на 32, а до 8 се уште нема пристап. Ова беше се во денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.